Добро утро. Царините на Трамп ги тресат светските финансиски пазари, светските берзи и криптопазарот се во длабок минусот како Вашингтон воведе царини, а се чини дека трговската војна доживува кулминација, односно доживува нова фаза откако Америка воведе 104% царини кон Кина, уште една возвратна мерка. Кон каде води ова и какви ќе бидат последиците врз светската економија на оваа тема? Утрово зборуваме со Горан Марковски, инвестицијски советник и извршен директор на КБ Публикум Инвест, и Дарко Симуновски, криптоаналитичар. Господа, добро утро, добро дојдовте во студиото на Телма. Добро утро, добро ме најдовме. Горчливо апче што треба да се проголда за да заздрави прво американската па и светската економија или предвечерие на нова глобална длабока економска криза? Како ви личи на прва? Се ова што се случува, што никој не можеше да го предвиди дека ќе земе ваков обем и ваква мерка? Генерално, врз основа на досегашниот начин на водење на политиката, предпоставам дека голем дел од пазарните учесници очекуваат дека ова е повеќе во доменот на тргување, пазарење околу обемот, односно подобрување на условите во трговијата на Америка со сите останати, да кажеме, партнери економски и покажување мускули. Повеќе така, да, блефирање, ајде да кажеме. Меѓутоа, во принцип, по воведување на последната група на царини од страна на американската администрација, стана повеќе од евидентно дека во принцип условите за трговија се влошуваат и од тие причини пазарите реагираат доста панично. Првата реакција е всушност реакција предизвикана од неизвестност за последиците кои што овие ново введени царини ќе ги имаат врз економската размена. Затоа и прашањето беше такво и молам за подиректен одговор. Имајќи ги предвид сите околности, дали ова води кон длабока рецесија и поголема економска криза, каква што светот не памети со години назад, или пак се уште превладува оптимизам дека работите ќе се средат? Дефинитивно е станува јасно дека оној познат светски трговски поредок се урива и се создава нешто ново. Видете, ова ниво на царини досега во Америка постоело 3 пати, сега и уште 2 пати. Предходните 2 пати предизвикало огромни економски последици кои што завршиле со економска депресија на економиите на глобално ниво. Не само во САД, туку и глобално. А доколку оваа војна не биде разрешена на начин да меѓусебно страните, ајде да кажеме, постигнат некоја спогодба која што ќе значи намалување на овие иницијално воведени тарифи и доколку оваа трговска војна се разгори понатаму со соодветна реакција, веќе тоа го гледаме, да речеме конкретно ги острат секирите и Брисел, да, и Кина. Кина веќе ги воведи своите царини, од друга страна сомневањата се дека и на друг начин преку пазарот на обврзници реагира со продавање на американски државни обврзници и тоа. Се на се каде оди светот? Оди во лоша насока дефинитивно. Тука нема ништо добро, бидејќи секоја трговска војна на крај завршува, да кажеме, и воведување воопшто на царини предпоставува намалување на продуктивност, ефикасност, затварање на економиите, што ултимативно води кон многу помал раст и развој, барем од досегашни искуства и на овие трговски војни, и од тие причини генерално не може да има позитивни ефекти врз економијата, реално. Симуновски, има ли простор за оптимизам? Има се уште простор за оптимизам. Вие криптоинвеститорите и аналитичари сте секогаш сакате да гледате на таа ведрата страна, меѓутоа не знам овде дали има простор. Видување како макроаналитичар, јас секако следам макроекономијата. Моето мислење е дека тоа што го прави моментално Трамп мора да се ставиме малку и на нивна страна и да ги разбереме овие потези зошто Трамп ги прави. Дефинитивно некој мораше ова да го направи од САД, затоа што САД постојано трпеше загуба во трговски дефицит, особено со нивните стратешки партнери, постојано беше во дефицит и исто така САД веќе имаше
примаше удари економски, да кажам, во смисла што тие трговски партнери веќе има одредени тарифи за амерички продукти, а Америка немаше од друга страна. Така да би се согласил со говорникот дека Трамп дефинитивно тука сега се обидува малку на овај начин да истурка една политика каде што може да дојде во подобра позиција за преговори и видовме пред некој ден фон дер Лајен излезе и понуди нула тарифи за трговска размена со ЕУ. Така да мислам дека голем дел од државите ќе се согласат со Трамп, затоа што морам да напоменам, Америка е најголемата економија, потрошувачка економија во светот, така да во голем дел глобалната економија зависи од САД. Добро, така да мислам дека сме во еден турбулентен период, како што и преходно најавив пред ова да дојдат да стапат тарифите на сила, имав пост на Facebook каде што најавив дека ќе има пад на берзите и на криптото и токму тоа се случи. И но се мислите додека дека ова сепак се уште преговарачка тактика и дека се ќе се среди и светот повторно ќе тргне во добра насока? Се уште, значи треба 1 до 2 квартали да видиме да се искристализира целата ситуација за да знаеме после да видиме како ќе одлечиме на проценката како би одело понатаму. Во секој случај ова покажување на мускули досега резултираше со големи финансиски загуби, големи падови, метеорски падови на берзите во светот, ширум светот и на криптопазарот воедно. Берзата во Хонг Конг падна за цели 13%, нешто што не се случило од 1997 година. Германскиот DAX, лондонска берза падна исто 9-8%, македонската берза падна за 5% и вчера покажа први знаци на опоравување, иако е се уште во минус од пред 2 април, ако се земе, кога Трамп го најави американското ослободување. Македонската берза реагира постфестум обично и зошто пати на македонската берза кога ниту една од оние компании кои го сочинуваат македонскиот берзански индекс, оние први 10 котирани компании, не се директно засегнати од царините на Трамп? Во принцип, повторно тоа е кажеме, пренесување на таа паника и психологија која што иностранските пазари во моментов доминира како фактор кој што влијае негативно на пазарите. Се уште ние немаме негативни ефекти врз заработките врз реалната економија, меѓутоа аналитичарите се обидуваат да предвидат какви би биле последиците од оваа трговска војна, колкава рецесија би се предизвикала, колку негативно тоа би се одразило на бруто домашниот производ на земјите и на тој начин се одразуваат сите тие очекувања преку пат на цените на акциите. Кај нас падот, ако го гледаме од врвот, изнесува неполни 10%, што е да речеме далеку помалку во споредба со американскиве индекси, каде што падот е во зависност од индекс од 20 до 25%. Значи, еден дел од индексите веќе влегува и во така наречен мечкин пазар, ајде да кажеме. Кај нас е помал падот, бидејќи од една страна нема многу институционални инвеститори кои што, да речеме, превентивно би делувале и што е, пак ќе кажам нешто што се случува на странските пазари, и би изреагирале на начин да извршат продажби, да се голем дел од портфолиото ликвидира и да се обезбедат ликвидни средства за понатаму. Од друга страна, повторно очекувањата се тука базирани првенствено на дивиденда во моментов која што кај голем дел од компаниите е известна. Од друга страна имате исто така, она што го спомнавте, неповрзаност директна на македонски компании со, да речеме, овие директни, да речеме, изложености на македонски компании кон овие тарифи, односно царини. Меѓутоа, сепак, не можеме да се изолираме, секундарниот ефект, посредниот ефект е тука. Заклучокот би бил дека психолошки се реакциите насекаде, не само во Македонија, со оглед на тоа што ако конкретно се наблюдува македонската трговска размена со САД, податоците од Државниот завод за статистика во минатата 2024 $314 милиони вкупна трговска размена, со дефицит на македонска страна извозот е $118 милиони, македонскиот извоз таму,
Значи, речи си 200 милиони дефицит имаме. Најмногу увезуваме оттаму машини, електрични детонатори, барут, производи за индустријско склопување на возила, а извезуваме тутун во лист, мадраци, ајвар, полнети чоколади, електрични кондензатори. Нешто што навистина не ја засега. И ова е парцијална, да речеме, статистика, не ги зема во предвид услугите, кои што исто така сериозно влијаат, меѓутоа оваа трговска војна се тргнати на страна. Ако рековме две сценарија, ако овие царини останат на сила и ако трговската војна продлабочи или остане во оваа мера, кога би можеле да се очекуваат последиците на влијание и врз берзата, но реално влијание и врз економијата во државава и како резултат на врзани садови со оглед на трговската војна што Македонија има со Европската унија. Значи компаниите во Европа кои ќе ги почувствуваат последиците, тоа соодветно ќе се одрази и врз македонските компании, така да први негативни ефекти би требало во тоа неповолно сценарио да се почувствуваат во период од 6 месеци до година дена. Во меѓувреме очекувате закрепнување на светските берзи па и на македонската? Враќање на нивоото? Повторно се зависи од, па ќе кажам, развојот на оваа трговска војна што во моментот се случува, доколку едноставно кажано се решат, односно се надминат проблемите, најдат начин овие инволвирани страни, првенствено овие големи развиени економии, меѓусебно да ги усогласат овие царински политики, тогаш мислам дека ќе дојде до стабилизирање, нормализирање на пазарите на капитал. Во спротивно, доколку се разгорат, сценаријата одат во доста непосекувана насока, па се зборува и за многу позначајни падови од ова што е сега актуелно, да кажем. Сега, она што спомнав, 20 до 25%, доколку трговската војна се разгори со полн интензитет, тогаш можеме да збориме и за 40-50% пат. Симуновски, крипто пазарот, односно вредноста на биткоинот се доближува до нивото на кое беше пред победата на Трамп. Драматичен пат, би рекол, на вредноста на биткоинот. Можеше ли тоа да се предвиди и да се очекува? Човекот кој предизвика драстичен раст на цената на биткоинот е исто така одговорен и за ова што се случува сега, иако во меѓувреме најави дека и тој, односно американската администрација и американската држава ќе се потпира финансиски на биткоинот, вложувајќи во како средства во Централната банка за. Така, пред да навлезам за биткоин, сакам малку се надоврзам за анализата на макроекономијата. Сепак, моменталната ситуација што веќе е затекнавме пред да се случат овие тарифи, Америка беше во една блага стагнација, стагфлација популарно наречено, затоа што инфлацијата остана релативно високо над очекувањата нивни. Има малку забавување во економијата, но далеку од рецесија, нема индикатори што покажуваат за Америка за сад дека би имало рецесија. Европа веќе е одамна во рецесија. Моментално економската ситуација во ЕУ е во очајна состојба и се уште не можеме да видиме закрепнување. Македонија по инерција е зависна од ЕУ затоа што над 90% од трговска размена Македонија има токму со ЕУ и тоа јас сум изненаден зошто преходно не се случи пад на македонската берза и драматичен пад на европската берза, најискрено ти кажам, тука сум изненаден. А што се однесува кај Кина, и Кина е во многу незавидна ситуација кога гледаме глобално, затоа што Кина е во дефлација. И со тоа што е во дефлација, што значи дека производителите не можат доволно да ги дадат своите производи на пазарите, а во голема мера зависат од сад. Добро, те зборуваат за девалвација на нивната валута, нешто што ќе го поттикне извозот на нивните компании. Да, но сепак треба некој од другата страна да го купи нештото. А тука имаме сега со тарифите дополнителен притисок на Кина. Така да пак ќе заклучам дека сега најголемиот притисок е на другите земји него на сад. Затоа што сад е неголема потрошувачка економија. Добро, но јас без за биткоин, пред биткоинот да се вратим само малку како провокација. Цената на крај ќе ја пратат американските граѓани од овие царини, бидејќи некој мора да ги плати овие загубени, речиси 4.000 милиарди долари за неколку дена. Кога ќе стасаат производите од било каде во светот на американскиот пазар, цената ја плаќаат американците, не ја плаќаат кинеските компании кои извезуваат таму. Така е, и се додека не се договорат за тарифите да се врати на старо и од другата страна да се пуштат тие
додатни тарифи од другите земји, американските граѓани за секој увоз што ќе го добиват ќе имат повисоки цени и со тоа ќе добие една блага инфлација, благо накачување на инфлацијата во САД. Но меѓутоа, како што кажав, сметам дека другите се во понезавидна ситуација од САД и мислам дека во овие наредни 2 квартали ќе видиме каде што тие ќе се договорат и економијата би се стабилизирала и пазарите би продолжиле понатаму. Инаку, сега што беше на прашањето на биткоин и исто така и за берзите, пошто особено Насдак берзата е многу тесно поврзана во корелација со крипто светот, сметам дека сега сме во една нестабилна ситуација и не можеме точно да предвидиме што би се случило во овие наредни 2 квартали, се додека не се искристализира ова ситуација со ова трговска војна. Така да би било тешко и неблагодарно да се типува сега што би се случило во овој кус период, но на подолг рок дефинитивно и берзите, и биткоин, и крипто берзата би одела во една позитивна насока. И исто така сакам да прецизирам дека тоа што го видовме во декември и јануари како накачување на берзите, тоа не беше природно накачување затоа што тоа не беше бул маркет, типичен бул маркет, туку беше еден бул ран, каде што во една ситуација исто поради... и за криптопазарот. Да. Исто и за криптопазарот, тоа беше сентимент пред се заради најавите на америчката влада дека ќе имаат подобар аутпут во економијата, но исто така дека ќе имаат одлична корелација со крипто светот и добри регулации. Но Трамп не криеше дека ќе воведе царини, уште во предизборната кампања најавуваше дека ќе ја направи Америка голема со тоа што ќе го заштити домашното и ќе го стимулира домашното производство и ќе ги натера американците да купуваат американски производи. Во однос на тоа, каде беа предвидувањата за оние фантастични $200,000 вредност на што го базиравте тоа? Вие велевте дека до крајот на годинава 2025 биткоинот ќе стаса до ниво на $200,000. Така, само да ве поправам, тоа стои во емисијата, е документирано. Јас кажав дека доколку САД не почне да купува како национални резерви биткоин, дека очекувам до крај на годината да биде околу $130 до $140,000. Јас се уште стојам за тоа. Ако америчката влада одлучи да купува национални резерви за биткоин, се уште стојам на тоа дека може да се премине границата од $250,000 за биткоин. Но и тогаш трговската војна беше предвидлива на некој начин. Да, беше, но меѓутоа луѓето и општо берзата тоа не го зеде здраво за готово, затоа што сите ние тоа го гледавме како еден момент каде што владата се обидува да дојде до преговори со другите партнери. И тоа е ситуацијата. И сметам дека се уште е таа ситуација и сметам дека во наредните 2 квартали ќе видиме многу држави каде што ќе мора да попуштат, затоа што се многу зависни од САД. САД е најголемата економија што конзумира странски производи и така да мислам дека тоа ќе се поправи и како што кажав, за да имаме ние типичен бул маркет, еден позитивен маркет, мора макроекономијата да биде пред се стабилна и да биде во раст. Ние досега тоа го немавме. Нешто што и сега личи далечно, магливо, со оглед на тоа што речиси е незамисливо оние сојузници од над 80 години, Европската унија и САД, како стратешки партнери и многу блиски сојузници, сега стануваат лути ривали, би рекол, големи непријатели, барем на економско ниво, на трговско ниво. Во таа смисла Македонија како дел од Европа и како најувозно и извозно зависна од размената со Европската унија, каде може да се види во наредните неколку месеци во оваа година ако работите останат вака како што се неизвестни, тензични, како што впрочем изгледа дека ќе бидат? Сметам дека нема да има такво продлабочување на кризата, затоа што, како што реков, пред неколку денови фон дер Лајен веќе најави дека се согласни да ги турнат и нивните веќе постојачки преходно тарифи што ги има према САД, и сметам дека брзо ќе се договорат, затоа што ЕУ во оваа цела ситуација од овие тарифи, ЕУ и Канада се во најтешка и најлоша состојба и позиција. И така да поради тоа сметам дека брзо ќе се договорат и тие тарифни бариери ќе се турнат и како што кажав,
за макроекономијата да биде подобра, мора да имаме слободна размена на трговија, наместо овие војни на трговска размена и, како што кажав, макроекономските услови и пред се паѓање на каматната стапка, што се уште е на високо ниво во САД. Да, но на Германија не и цветаат рози со години наназад. Најсилната европска економија е на работна рецесија со години назад. Ова дополнително ќе ги влоши работите, такви се очекувањата. Германските медиуми постојано известуваат за и анализираат како тоа ќе се одрази врз нивната клучна индустрија, автомобилската индустрија и извозот на автомобили на американскиот пазар по новите царини, а Македонија е најмногу зависна пак токму од германската економија. Како во таа насока е прашањето ќе се случува и ќе се одвиваат работите дома на наш терен и на финансиските пазари и во реалната економија во месеците пред нас? Генерално мислам дека Македонија ќе ја дели судбината на Европска унија, бидејќи колку и да имаме најави за ослободување или намалување на делот на царините што ни се наметнати во билатералната размена? Да, со САД. Сепак тоа е незначителна размена и у суштина ништо нема да промени. Главниот ефект и главното влијание ние го имаме од државите од Европска унија, бидејќи таму ни е главниот пазар и од тие причини што ќе се случува таму ќе се одрази и врз нашето работење. Во однос на Германија, таму има различни, ајде да кажеме, процеси кои што се случуваат. Сега е најавен и некој нов инфраструктурен план со 2 трилиони, мислам, планирани инвестиции во инфраструктура и во одбрана, така да тоа можно е делумно да го ублажи негативниот ефект, меѓутоа сепак на крај на денот проекциите и понатаму остануваат доста неповолни за европските земји, барем на краток рок, бидејќи растот очекуван се движи од 0,5 до 1%, што е во принцип на граница на стагнација, предикатно. Дали еве на почеток на четвртиот месец од 2025 може да се заклучи дека растот на македонската берза постигнат во 2024 сега во овој момент изгледа недостижен? Јас на многу пати до сега го кажав тоа, мислам дека она што се случи во 24-та не може реално и рационално да се очекува да се повтори, бидејќи тоа беше растот 60+%, што македонската берза ја издвои во како берза втора по големина по раст во 2024 година и после таков раст кој што во голема мера и се базираше на подобри резултати првенствено во банкарскиот сектор, не можете да очекувате повторување на тие стапки на раст. Ја би бил задоволен доколку ние воопшто завршиме оваа година со позитивен ефект на берзата. Од една страна, од друга страна, пак останува неизвестноста која што се овие последни, да речеме, случувања ја наметнаа на пазарот и мислам дека во принцип ќе биде исклучителна 25-та за разлика од 24-та, 5 до 10% е некој оптимално сценарио. Раст, да. Симоновски, какви се проекциите во однос на... Само под предпоставка дека нема да има некои значајни драматични влошувања. Да, на безбедносен или економски план? Првенствено на економски план, доколку не се разгорат овие трговски војни во насока да она што веќе го спомнав се случи, да речеме, подлабока рецесија и во САД, и во Европа, и во Кина и така натаму, тоа дефинитивно... Тоа е сценарио, полошото сценарио. Да, тоа е негативното сценарио. Симоновски, какви се прогнозите за движењата на цените на криптопазарот во однос на вредноста на криптопазарот до крајот на годината во месеците пред нас? Да, како што кажав пред малку, ние сега е тешко да се предвиди се додека не се заврши ова трговска војна. Може да трае ова со години? Не, со години не е воопшто, затоа што другите партнери, особено трговски партнери како ЕУ, како Канада, тотално се зависни во голема мера. Канада е тотално зависна, ЕУ е во голема мера зависна од САД, така да мислам дека многу брзо ќе се случи еден договор што ќе биде во позитивна насока и како што кажав, ако гледаме конкретно за криптопазарот што е во корелација со Насдак и со технолошките акции, на технолошките акции и на криптопазарот му требаат ниски каматни стапки, поволна макроекономија и секако квантативно олеснување со тие каматни стапки, па после тоа што дополнително би имало еден прилив на нови свеж капитал, односно пари во
пазарите и тогаш да видиме ни нови рекорди. Што се уште сметам дека се сосема реално може да се очекуваат и дури и на берзите, не само на криптото и на берзите Ако исто се така. пак дојдеме до на лошо сценарио кој го спомена Марковски, а тоа е рецесија во главните економски сили Кина, а другите азиски земји е САД, која е прогнозата за криптопазарот во таа Доколку би имало во едно такво хипотетичко сценарио што Америка, конкретно САД, е далеко од рецесија. Сите макроекономски показатели кажуваат дека е стабилна економијата и би требало да се претрпат навистина многу тешки удари и ова да остане долг период, па евентуално можеби до година да влезе во рецесија. Но меѓутоа, како што ги гледам работите, скоро и многу мали се шанси, дури невозможно за САД да биде во рецесија. А ЕУ е веќе во рецесија долго време и ќе остане во рецесија, затоа што ЕУ има проблем со енергенсите. Јас тоа го зборував кај вас во емисија и пред неколку години. ЕУ имаше една погрешна политика каде што буквално една економија за да има прогрес, пред се енергијата е основа за една економија да оди во прогрес, а Германија, што ја спомнавме пред малку, е пред се најмногу во рецесија заради таа војна трговска со Русија и исто така уништување на сите енергенски ресурси, како што беа уништување на за ураниум, тие централи нуклеарни, што дава енергија. Да. И со тоа фактички производителите им беше многу скапо да работат и да произведуваат во Германија и се префрлија, и тоа е дело, тоа не е само во тарифите. Значи тоа сакав да го би сакал за крај да замолам вие како инвестициски советник, еве како извршен директор на еден од најголемите инвестициски фондови во земјава, што би ги советувале потенцијалните инвеститори, односно инвеститорите кои вчера панично продаваа акции или во изминатите денови во паника ги продаваа своите акции, потоа е стабилизирање известно, кој би бил советот за луѓето кои се потенцијални инвеститори? И во двете насоки мораме да завршуваме. Во принцип, Кусо, значи да се воздржат од што било во не, треба да размислуваат проактивно и доколку планираат инвестиции да почнат тоа да го прават, бидејќи овакви услови ретко се случуваат. Да кажеме пат на американски пазар од 20%. Ја не викам дека сите средства треба веднаш да ги вложат, меѓутоа треба да почнат да вложуваат. На американската берза? Генерално, каде и да било. Значи, овие пониски цени треба да се искористат за почеток на вложување. Пак ќе кажам, одредена сума, ако е да речеме 100 единици, сигурно 20-30 единици. Откако и главните играчи на Wall Street кои беа поддржувачи на Трамп почнаа да го критикуваат и му даваат лоши оценки? Генерално, пазарите на капитал, барем во историјата на нивното постоење, секојаш се враќале во нормала. Прашање е дали тоа ќе трае 6 месеци, 9 месеци, меѓутоа... Или 5 години. За сега у понова историја немаме таков период. Да, многу побрзо, да речеме, се враќаат во нормала и од тие причини треба да се искористат овие можности за инвестирање. Не викам сите средства веднаш, меѓутоа треба да се почне. Криптовалути да почекаат уште малку да паднат па да купуваат или веќе е време за ново инвестирање во биткоин? Мојот совет секогаш е кога пазарите се вака во една неповолна ситуација, добро е да се зема, да се купува на просек цена, постепено, полека, помалку, додека е овај период на нестабилност и на крај после тоа да се чека бул маркетот, што мислам дека се уште е извесен. Како што кажав, зависи многу од оваа трговска војна. Колку порано заврши, толку подобро ќе биде за берзите и ќе се искристализира оваа ситуација и сметам дека се уште бул ранот за крајот на годинава е сосема возможен, особено во Америка. Симуновски и Марковски ви благодарам многу за гостувањето во утринската натална. Благодарам на поканата.